Низ разговор за трите негови последни романи во седиштето на Друштвото на писателите на Македонија беше представено книжевното творештво на писателот, поет, сликар и стрип автор Владо Јаневски. Станува збор за романите Кој го уби Едгар Алан По, Смртта не е крај и Мртвите знаат најдобро. Трите романи се само дел од обемното творештво на Јаневски, кој од 1989 година живее во Сиднеј, а инспирација за пишување најчесто му се многобројните патувања низ светот. Неговото творештво се одликува со мултижанровски пристап, а делата му се често проткаени со елементи на магичен реализам. Вечерва имаме чест да представиме и да се запознаеме подобро со три магиско, реални и такви кавкијански необични романи, посебни за македонската публика заради необичниот стил на Владо, кој што ќе го разложиме малку повеќе како светоглед вечерва. Ке зборуваме за ликовите, кои што за заедничките точки, за необичната кавкијанска атмосфера, за врските со Едгар Алан По и со Франц Кафка и за многу интересни теми како што е квантна физика и за парадигмите кои што се провираат низ сите три романи на Владо Јаневски, за кои што има добиено куп награди. Тоа се Мртвите знаат најдобро, продолжитокот на Мртвите, тоа е Смртта не е крај, и еден роман Кој го уби Едгар Алан По, кој што не е директен продолжиток, но има многу сличности и сродности со овие три романи. Зборуваме за еден сосем уникатен автор за македонската публика. Не може да се помеша со друг автор, нема класичен стил. Има стил на Владо Јаневски, кој што веќе во континуитет го гледаме со години. Покрај овие убави зборови кои ги кажавте на самиот почеток, какво е чувството да бидете промоторка токму на делата на господинот Владо? Многу ми беше драго да ги исчитам овие романи, бидејќи по некоја случајност и јас и Владо сме патници кои што секогаш се наоѓаат во Македонија многу кратко. И него познавав како автор, го познавав како светски патник. И ова беше прилика да го запознам неговиот книжевен опус. Ми исто убаво ме изненади дека е повеќе валентен уметник, така да кажам, бидејќи не е само писател, туку и дека е сликар. На сличен начин ние се занимаваме и со книжевност, и со визуелни уметности, и сме влюбени во квантна физика. И една порака од вас како промоторка на овој настан за се она што можеме денес да го видиме, едно кратко резиме. Мислам дека најубавата порака на овие три книги на Владо Јаневски е во тој поздрав, таа реконвалесценција на совновниот магиски реализам, дека луѓе без соништа се веќе мртви. Како што Владо кажува, има повеќе начини на умирање и ништо не е конечно, но човек без своите соништа, што ги жртвувал своите соништа, е веќе мртв. Така што да се ги одржуваме своите соништа и вакви дела ни овозможуваат да ги оживуваме и да ги продолжуваме. Зошто токму со овие три романи, веќе тоа се тие најнови три романи или последни три романи и имаат заеднички точки, бидејќи сите ликови, или барем главните ликови во тие романи имаат некој сличен внатрешен свет. И накратко тоа би можело да се каже за сите тие три романи. Дали можеме да извлечеме некаква порака, некаква поука од самиот настан која ви сакале да ја пренесете на нашите гледачи? Порака, ако се уште зборуваме за романите и колку да изгледа тој свет во тие романи црн, секогаш има нешто позитивно на крајот. Но тоа би можело да се каже за сите три романи. Тоа. И повторно да начнеме малку околу самиот факт дека не живеете во Македонија, туку тука доаѓате најчесто кога се организираат можеби вакви културни настани. Еве какво е чувството да се биде тука повторно во Македонија и повторно да бидете дел од еден културен настан? Па се разбира, треба човек да си ја посетува родната земја и едноставно си дел од тоа и колку да си одсутен од Македонија, сепак е убаво да се навраќаш и бидејќи барем во нашиот случај на овој или оној начин успеваме секоја година да доаѓаме во Македонија и тоа прави разлика. И се чувствуваш како да си дел од оваа средина, за разлика ако, например, отсуствуваш подолго време, тогаш кога доеш ти е најнаш чудно и тоа. И за крај, каква е вашата визија? Дали можеби треба да се организираат повеќе вакви настани, настани од ваков калибар? Јас сум пријатно изненаден во Македонија што се случува на ова поле, особено во Скопје. Можеме да кажем да некаде и за Битола, бидејќи таму често навраќам.
И има прилично настани до овој тип и може би треба да бидат позачестени. Инаку организираноста е тука, авторите се тука, делата се тука и читателската публика исто забележувам последно време повеќе се врти кон домашните автори, сето тоа е за поздравување. Јаневски е добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои се и наградите за краток расказ на студентски збор и Нова Македонија. Наградата за најдобар роман Пегас, за најдобра поетска збирка Стојан Христов, за најдобро сценарио за долгометражен филм Скрипт Фест и за најдобри бајки, современи бајки од Македонија. Ја добил и наградата Македонски корени за постигнување во литературното и ликовното творештво, доделена на меѓународниот фестивал Книжевен круг во 2024 година. Годинава романот Кој го уби Едгар Алан По беше во најтесен избор за наградата Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија и во потесен избор за наградата Роман на годината на Фондацијата Славко Јаневски.